Судирот на политичките титани се обидуваат да го искористат сите што чекаат во заседа, надевајќи се дека ќе видат некаков аер од коските што ќе бидат оставени. Сепак во очекување на епилогот ќе мора малку да поработат на унапредување на својот вокабулар, оти сепак учат и деца. Пред некое време имав еден состанок во амбасадата на Европската унија и на нив им реков отворено дека со една група од фракцијата им реков отворено дека нема да зборувам во ракавици, користејќи еуфеминизми. Со ракавици кога ќе се ослободи медиумски мегдана кротко, кога ќе биде цензурирана. Професорката со албумот Грбови на политичките партии во кој членувала, сепак и натаму продава само еготрип, иако со измешан редослед на зборови. И сега, знаете, ќе морам да се цитирам себе сама си. Највозбудлива е појавата на личноста која смета дека ќе го собере кајмакот, нудејќи се себе си како алтернатива на вкрстените рогови. А всушност е ферментиран продукт на евидентна политичка кујна, ама со никогаш гарантирана цена. Ќе правите ли партија заедно со Груевски? Може ќе правиме, може нема да правиме. Тие пак што тврдат дека тоа е всушност едно од сценаријата, по почетната атака. Фаќаат поза на свештеник и со некаков пасив-агресив и се препуштаат на стихијата, со надеж дека времето ќе ги залечи отворените рани. За многу работи кои се однесуваат на внатрешните односи со поранешниот председател, нема да говорам и ќе оставам историјата да суди. За многу работи ќе се послужам со народната. Ти код мене со клетви, јас со благослови. Сличен е стилот кој што го употребува и благословениот. Само тоналитетот е позаканувачки со желба да се добие впечаток дека нуди мир, ама како никако да не сака да биде поставен на работа. Го спомнавте на почеток Александар Николски. През толку работи можам да му одговорам на Александар. Да не може да се отплетка со месеци или на христијан. И да се занимаваат само со мен. И да се чудат што ги снашвал. Не сакам да го направам тоа. И на крајот, за тие што веќе го јаделе истиот стап. Знаете, најинтересно е кога кавга меѓу двајца со истомисленици во иста партија ќе почне да се толкува како одраз на некоја висока политика, големи разлики во политички ставови, а луѓето многу малку сакаат да погледнат во она што е најверојатно многу често основа за тие кавги, а тоа се суетите. Ако не е во прашање политика, туку славолюбие, тогаш време е се да се врати во редовен режим на функционирање. А и тој не е ништо поразличен од и кај нас. Политиката, всушност, и се сведува само на суети.